еве од лице место, така да кажам, од фабриката за секундарна селекција на отпадот, го имаме за гостин неговата екселенција, амбасадорот на Шведската република овде во Република Македонија. Нашата особена гордост е затоа што и тој е скоро на мандат на дипломатска мисија овде во Република Македонија, а заедно со заедницата на локални самоуправи од Шведска Салар работиме на проект за регионалната депонија која што треба да биде во Новаци. Се одржа еден настан во Скопје минатата недела на кој што присуствуваше и шведскиот амбасадор и се зборуваше за докаде се активностите по однос на регионалната депонија. Да најавам за прилепската јавност дека најверојатно утре пристигнува уште едно од 8 возила кои што јавното комунално предпријатие треба да ги добие во пакетот за регионалната депонија. Не застануваме тука, веќе се почна со изработка на проектот од средствата кои што ги добивме од UNDP за доградба на овој блок овде кој што го имаме како јавно комунално предпријатие и да најавам за прилепската јавност дека овде во иднина би се најдувала во непосредна близина на оваа фабрика би се најдувала и претоварната станица која што треба да биде станицата од која што ќе се транспортира отпадот од неколку општини овде во близина во регионалната депонија. Тоа е околу пошироката слика и кратко околу фабриката. Верувам дека сите прилепчани очекуваат за старт. Ја плативме фактурата за кон Евана за да почне да се спроведува кабелот за електрично напојување на оваа фабрика. Се надевам дека градежните активности ќе започнат да се случуваат и конечно да ја вклучиме под напон оваа фабрика. Имам уште дел обврски кои што треба да ги завршат изведувачите и на машинскиот и на градежниот дел и сме договорени со нив дека ќе завршат и сметам дека еве да не давам рокови, но сметам дека и ден поскоро да ја пуштиме во употреба ќе завршиме голема работа. Се надевам дека со пуштањето во употреба на оваа фабрика, тоа повеќе од јавното комунално предпријатие, дека би можеле да ја користиме и за комерцијални намени, односно да вршиме услуги за селекција на отпад и на соседните општини и на сите оние кои што би побарале таква комерцијална услуга, затоа што капацитетите на оваа фабрика ги надминуваат дневните потреби за селекција на отпад на она што граѓаните го произведуваат како отпад во Прилеп. So my name is Ola Solström. Моето име е Олаф Солстром, јас сум амбасадор на Шведска во Република Северна Македонија. Значи, за почетокот може да кажам дека Шведска и Северна Македонија имаат многу допирни точки, а тоа се особено прекрасните предели, прекрасната убавина на природата околу нас. Веќе сите можеме да го видиме за нас и убавината на Пелистер со врвовите покриени со снег. И токму затоа ова повлекува и своји одговорности. Значи, сите ние заеднички имаме одговорности да се грижиме за заштита на оваа убавина, на оваа природна убавина, за заштита на природата, за заштита на животната средина и управувањето со отпадот е клучна алка, значи од целиот овој систем. Вклучени сме во овој проект преку Салар, вклучени се во проектот за регионално управување со отпад. И особено сме горди на фактот што Пелагони и Прилеп всушност се водечки сили во рамките на целиот овој проект во однос на целата земја. Веќе се постигнати големи исчекори на овој план, но се надеваме и понатаму ќе продолжиме да работиме за состојбата да се унапреди уште повеќе. Околу проектот нешто пошироко за регионалното управување на отпади, дали шведската амбасада, Шведска помага само во овој дел овде, во Прилеп, во фабриката за отпад или на ниво на регион како управување со отпад? Јас сум само амбасадор и не сум експерт во областа на управувањето со отпад, но затоа овде имаме еден од моите советници кој што потоа билатерално можете да го распрашите за многу повеќе детали во врска со самиот проект за управување со отпад и начинот на кој што амбасадата на Шведска е вклучена во тој проект. Оно што може да го кажам сега дека ние вообичаено сме лоцирани во Скопје, но целата оваа седмица сме на една така наречена турнеја низ Македонија. Веќе поминавме голем дел од Западна Македонија, а планираме да ја посетиме следните денови во голем дел Источна Македонија. Значи се среќаваме со сите шведски компании овде, потоа определени луѓе од Шведска кои што живеат овде, но и со сите можни партнери, невладини организации кои што ги застапуваат правата на најразлични категории луѓе, правата на жените и слично. И сите кои што можат да остварат определени партнерски односи и многу ни е мило што на таа турнеја можевме да сопреме и овде во Прилеп, во Пелагонија,
а се со цел да го нагласиме големиот напредок што е постигнат од страна на градоначалникот општината Прилеп, а и целиот регион во однос на управувањето со отпадот, со можности практики да се реплицираат и во други региони. Сум програмски координатор за животна средина и клима во шведската амбасада и сум задолжен за мониторирање на проектот на Салар, кој што моментално работи со општини во Пелагонискиот и југозападниот регион, како дел од поширокиот процес на воспоставување на регионалниот систем за управување со отпад. Додека проектот на ЕБОР, кој што работи на нивото на целиот регионален систем, нашиот проект работи директно со општините, за да ја подобри нивната работа на локално ниво и исто така заеднички во еден партиципативен процес да го развијат новиот регионален план за управување со отпад. Овој план ќе овозможи едно посистематско работење од страна на општините, за да може да ги подобрат услугите кои што им ги пружаат на граѓаните и да се осигураат дека граѓаните за средствата кои што ги вложуваат во тој систем добиваат најдобра можна покриеност, одржливост и почиста животна средина. Дали се однесува тоа само организацијски на овој проект, во однос на организацијата или функционирањето на, не знаме, оваа фабрика, превозот и така натаму? Што опфаќа по-конкретно? Нема самиот проект нема предвидено директна поддршка за инфраструктурни инвестиции, но помага со развивање на техничка документација за разни инвестиции и исто така работи со општините, особено со нивните лерови, за да дојдат до надворешни извори на финансирање. Например, имаме тековен проект кој што бидува имплементиран од UNDP, со помош на кој беше изработена техничка документација во вредност од некои 100.000 евра за затворање на депонијата Буково, кое што ќе биде, се надеваме, спроведено со профункционирањето на регионалната депонија во Новаци. И која е вашата препорака со граѓаните, токму во контекст дека да ги охрабрите дека нивниот вложен денар ќе го има вистинскиот пат и за подобра животна средина? Сметам дека граѓаните заслужуваат повеќе едукација и повеќе директно комуницирање и повеќе вклучување од страна на општинските власти. Тоа е еден процес на соработка и на заедничко градење на системот. Граѓаните во него имаат исто така одговорност за постојки како оваа да профункционираат како некои кои што ќе учествуваат во процесот на селекција на отпад и тука ќе бидат во рамки на проектот на ЕБОР обезбедени исто така и канти, контейнери, кеси, сите материјали кои што на комуналните предпријатија ќе бидат потребни за таа пракса да заживее. Но исто така треба да бидат свесни дека било кое решение е подобро од сегашната состојба, бидејќи моментално имаме страшни 30% од отпадот кој што е генериран во оваа држава завршува некаде каде што не знаеме, во долови, во реки, на полиња се пали и регионалната депонија која што очекувам дека ќе биде изградена според европски стандард е навистина едно решение кое што за прв пат може да очекуваме дека ќе видиме подобрување на оваа ситуација која што веќе со децении не мори како општество.